Антикризни мерки ке нема за сите на кои им се неопходни. Ниту алармите на бизнисот, ниту поплаките на граѓаните не ја предомислија владата да најде пари во ребалансираниот буџет и да ги ублажи последиците од високата инфлација. Вице-премиерот Битики потврди дека мерки ке има, но дури од септември, и тоа само за најранливите граѓани. Бизнисот не беше спомнат. Кому и како ќе се помага ќе се знае по изгласувањето на ребалансот кон крајот на јуни. Со ребалансот околу 73 милиони евра за антикризните мерки, веќе ги правиме сите анализи, штом се изгласа ребалансот, сметам дека ќе бидат донесени, но антикризните мерки нема да бидат мерки кои што се сеопфатни, мора да бидат таргетирани за специфични целни групи кои што се најзагрозени. Економијата е пред рецесија, државата нема стратегија како да му помогне на бизнисот да застане на нозе. Наместо помош во активирање на стокови резерви и буџет исклучиво наменет за социјала и плати, економистот Абил Бауш предлага да се донесат мерки кои ќе донесат разбој. Некој даночно леснување, не знам, некои подобри услови за работа и така натаму. Тоа треба да го очекува бизнисот. За да нема оптоварување на бизнисот. Во моментот бизнисот е оптоварен со минимална плата, не знам, со поголеми даноци, со ова, со она, и веќе тој е преоптоварен. Бауш не очекува казни за трговците по најавата на Битики дека инспекторите ќе излегле на терен да ги проверат, бидејќи нагло и нереално ги зголемија цените за 20 до 30% за неполни 24 часа. Вели злоупотреби имало веќе неколку месеци и тоа ќе трае подолг период. Поради тоа што нема шанси да ги контролира сите трговци, па и произведувачи, ќе треба или да направи нова даночна политика на кој што тие што ќе направат енормни профити ќе може да им земе малце повеќе да ги поданочи малце повеќе и потоа да може тие пари, тие средства да може на најдобар начин да ги распредели кон граѓаните, да ги врати на граѓаните. Економистот Бранимир Јовановиќ пак неодамна кажа дека џабе ќе биле новите мерки, бидејќи веќе било предоцна да се реагира. Инфлацијата била излезена од контрола, а токму кога било најтешко, владата одбила да помогне. Владата само си ја сече гранката на која што односно си прави уште поголема штета, односно уште повеќе ги иритира. Го иритира населението и практично ги повикува да излезат на протести. За разлика од Македонија, другите држави имаат голем сет мерки за даночни олеснувања, откажување од акцизи и разни ваучери за да им помогнат на граѓаните и стопанството.